The original machine had a base plate of prefamulated amulite, surmounted by a malleable logarithmic casing, in such a way that the two spurving bearings were in a direct line with a panometric fam. The lineup consisted simply of 6 hydrocoptic Marsal vanes, so fitted to the ambifacient lunar wane shaft that side fumbling was effectively prevented. The main winding was of the normal Lotus O deltoid type placed in panendermic semi-boloid slots of the stator. Every 7th conductor being connected by a non-reversible Tremi pipe to the differential girdle spring on the up end of the gram meters. No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. И Bass добре drops да повторно на канал кај Beat Teacher Crypto и денеска имаме случување кои што сите што го следат овој канал ги очекуваа, додека пак другите верувам дека нема всушност појма што се случува, но ние очекуваме тоа. Да исакало кое што полека но сигурно се појавува и треба да видиме сега моментално каде всушност ќе се формира тоа дно за да видиме повторно движење нагоре на цената. А денеска, како и секогаш, ќе разгледаме некои новости кои што се случуваат на пазарот и ќе продолжиме со техничка анализа и погледате што всушност може да биде новиот Black Swan настан. Овие луѓе едното не се нормални, каде што планираат веројатно сигурно криза со воземјани и слично, и дали ќе го продадат ова како што беше и COVID-19, каде што беше многу поддржано од медиумите, дали така ќе биде повторно сега, за да успеат да ја продадат таа приказна, ќе видиме. Така да, чисто да промениме и да спомнеме во врска со ова, бидејќи можно е да имаме и таква криза, иако тоа е невозможно и нема да биде заверување никога, но овие луѓе тоа и го сакаат да веруваме во нешто што всушност и не е реално. И доколку погледнеме сега и зумираме на овој графикон, ќе можеме да го забележиме. Ова е јапанскиот индекс Nikkei, а до ово е биткоин и погледнете ги овие циклуси, како што и претходно спомнавме, имаме циклус 1, 2, 3, 4, 5, ова е Nikkei и погледнете. Ние всушност веројатно сме тука, каде што ова би бил можеби нашиот bear market тука, да се придвижиме повторно во ова дно тука, каде што би следувало ова, но оставиме да видиме секако и доколку го погледнеме овој графикон, ова би требало да биде left translated, тукму она што всушност го очекуваме, а верувам дека никој не ги очекува овие вести. Натаму, доколку погледнеме што всушност се случило кога престанало, односно имаме завршување на QT во 2019 година, ова е моментот каде што имаме завршување на QT, имаме веројатно акумулацијска зона која што знаела да изгледа многу хаотично тука. Погледнете ги овие падови, прво треба да биде најлошото време, за подоцна да дојде едно од најдобрите, и верувам дека тоа може би е случајот сега, да имаме некако вакво движење, каде што подоцна би завршиле на многу високи нивоа. А ова е чартот исто така на биткоин и погледнете. Само погледнете оваа зона, каде се наоѓа овој графикон, и скоро сите графикони ја покажуваат оваа зона од 70 до 80 илјади, па така и овој графикон, дали тоа ќе заврши тука, ќе видиме, и каде всушност во временскиот период се наоѓа, може да завршиме вака и повторно да пробиеме нагоре. А оно што го очекуваме беа ликвидациите и само погледнете. Ликвидација во DSKL, доколку сега ги изброиме овие бројanoви, погледнете. Точно се гледаат и на овој графикон, веројатно ова е четвртиот бран и сега го формираме петиот, 1, 2, 3, 4, 5, кој што можеби би ги ликвидирало и овие позиции, и што правиме тогаш, имаме формирање на DSKL во следните неколку денови од една недела до две,
и го правиме она што всушност никој не го очекува после ваков пат тука, а тоа за кратко ќе го прикажеме и на графиконите. А сега да видиме фет, едноставно немаме никаква промена сега за сега и се тоа може да се промени во следните неколку денови, бидејќи се приближуваме до следниот фет состанок. А сега најбитното да преминеме на графикони. Погледнете. Имаме одлично движење за биткоин, токму она што го очекуваме и што мислам сега дека формираме тука. Доколку погледаме сега на графиконот, имаме 1, 2, 3, 4, 5 можеби формирање на day cycle low тука и ова всушност би било формирање на бранот А за подоцна да го добиеме тој бранд Б кој се треба да биде А, Б, С корекција и тоа во нагорна насока за подоцна да пробиеме тука во бранот Б и да формираме повторно 1, 2, 3, 4, 5 бранови, но тоа ќе остане за подоцна. Сега за сега ќе следиме што се случува на дневно ниво и што очекуваме следно, така да во следните денови очекувам формирање на ова day cycle и подоцна секако враќање на цената, а и на сентиментот нагоре во овие нивоа, што верувам дека ќе биде и возможно. Ќе видиме како ќе биде и циклусот, дали ќе биде left translate или right translate, следниот дневен циклус за биткоин и тука ќе процениме многу работи. Сега можеме да заклучиме дека циклусите се многу битни, а се друго е наратив кој што може да биде bullish или bearish, но циклусите се оние кои што ни ги даваат правилните вредности и тоа всушност можеме да очекуваме од пазарот. Доколку ги погледаме и останатите индикатори, погледнете, полека ги ресетираме сите индикатори во овие дневни циклуси, повторно имаме сечење на овие линии, што значи дека имаме bearish импликации кои што би придонеле да формираме неколку дена тоа day cycle за подоцна да почнеме да се движиме нагоре и откако ќе го ресетираме тој сентимент, ќе ја вратиме надежта на пазарот, а бранот Б е познат по враќање на таа надеж која што подоцна ќе биде проследена со депресија и многу луѓе ќе погрешат во анализирање на пазарите доколку не ги знаат циклусите. Доколку погледнеме златото, нови all-time highs, погледнете. Одличен weekly cycle low кој што се движи во нагоре насока. Може да имаме тука придвижување уште нагоре до формирање на следниот day cycle low и тука подоцна да имаме можеби корекција која што ќе дозволи за биткоин да се придвижи повторно нагоре и да ја врати таа еуфорија. Секако имаме многу сценари за биткоин, тоа се некои првични сценари кои што моментално ги гледаме и како што забележувате, кога одиме ден по ден и ги формираме тие day cycle lows, многу добро ги предвидуваме и тоа се оние дневни нивоа каде што не сакате да бидете bearish, односно треба да очекувате повторно предвижување на цената нагоре, затоа што ова е всушност ресетирање на сентиментот и за сето она што се предвижувало. Тука се ликвидираат овие позиции во овој day cycle подоцна повторно и така продолжуваме. Понатаму, доколку погледнеме Ethereum истото го доби и она што го очекуваме, а тоа беше придвижување на цената помали ниво. А доколку се вратиме на каналот, само да ви покажам, сега го завршиме и овој курс Elliott Wave Theory, а го имате и курсот за тргување на циклуси. Погледнете ги колку пати ви е потребно, едноставно ги имате сега тука. Верувам дека на многу луѓе им се променија мислењата и би сакал да чуем мислење од сите вас што го изгледавте овој курс. Напишете позитивни и негативни страни на овој курс и како го гледавте пазарот пред, а како го гледате пазарот сега и дали имате разјаснето многу работи. Доколку не, секако напишете коментари и ќе можеме да ги објасниме во некој од следните видеа. А тука би сакал да ве поздравам. Се гледаме во следното видео. Чао, чао.
crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot